Последни вести денеска, добро вечер. Уште еднаш потврдено е стратешкото партнерство меѓу Македонија и САД, а двете земји дополнително ги продлабочуваат односите. Ова е епилогот од средбата меѓу министерот Тимчо Муцунски и американскиот државен секретар Марко Рубио. На средбата беа разгледани можностите за дополнително продлабочување на трговските односи, постигнувајќи значаен исчекор и напредок во насоки на намалување на тарифите и можноста за почнување процес за потпишување договор за слободна трговија. Михајло Видимлиски. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се сретна со американскиот државен секретар Марко Рубио. Муцунски на средбата ја нагласил посветеноста на македонската влада кон унапредување на политичкиот диалог со САД, како и конкретната заложба за институционализирање на стратешкото партнерство преку спроведување на заеднички акционен план. Во рамки на разговорот велат од МНР биле разгледани можностите за дополнително продлабочување на трговските односи, постигнувајќи значаен исчекор и напредок во насока на намалување на тарифите и можноста за започнување на процес за потпишување договор за слободна трговија. Од секретарот Рубио, во името на американската администрација, добивме цврсто уверување дека нашето партнерство и сојузништво остануваат клучни, гледајќи ја нашата земја како значаен фактор за регионалната стабилност. Меѓу другото, разговаравме за следните чекори во рамките на стратешкиот диалог и меѓусебната соработка. Во духот на заекнатото партнерство, поддршката од САД продолжува со засилен интензитет, особено во реформските процеси, заеднувањето на демократијата, владењето на правото и борбата против корупцијата. За време на средбата истакната била отвореноста на македонската влада кон унапредување на економската соработка, привлекување американски инвестиции, изголемување на присуството на американски компании во земјава. Разменети биле и мислења за безбедносната соработка во рамки на НАТО, но и за регионалната стабилност и развојот на Западен Балкан. Како што информира од МНР, Рубио во име на американската администрација уверил дека партнерството помеѓу САД и Македонија остануваат клучни. Премиерот Мицкоски денеска во собранието, одговарајќи на пратеничко прашање, кажа дека Бугарија има парламентарен комитет во кој што се вклучени представници на малцинствата, но меѓу нив ги нема македонците. Додека тие не бидат вклучени во ова тело, нема да има промена на ставот на владата во однос на уставните измени, потврди премиерот. На пратеничките прашања се зборуваше и за договорот со Обединетото кралство. Сите детали од Ивана Стојановска. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за омо или индемпири, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогалствам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. Очекувам овој извештај за прв пат, дури на 4 места, да напише дека имаме ние посебен македонски идентитет, различен од нивниот, не после 45-та, туку векови претходно, македонски јазик. Еве, ако тоа не било проблем, имаат пратениците европски во Брисел сега да се истакнат, да кажат. Искрено ве замолувам, не само вас, тука ја гледам и Зајкова и останатите, кои што се дел од одредени политички семејства, кои што имаат европратеници, да лобираат во насока на тоа да се прифати ова све за кое што го зборуваме. Колку е важна оваа дипломатска борба и дали формулациите во извештајот за Македонија се доволна гаранција дека во иднина никој нема да го спорува македонскиот идентитет? Еве ги ставовите на Петар Арсовски и Ристо Никовски. Некаква реафирмација на македонскиот посебен јазик и идентитет во Европскиот совет е секако добредојден потек, но најмногу е символичен од неколку причини, бидејќи јазикот е веќе во преговарачката рамка. Унилатералната изјава на Бугарија не го менува тој факт. И тоа може да помогне во некаква оптика дома да сегашната власт, но сепак мислам дека нема да биде доволно за да ги направиме уставните измени. Толку сме далеку со диаметрално спротивставените позиции со Бугарија, што се работи веќе за недостаток на политичка волја и за интроспектива на Европската Унија, а не само за козметички промени. Се претерува со значењето кога некоја институција, личност и така натаму ќе спомне македонски јазик
и македонски идентитет. Видите, ние не треба да го очекуваме да очекуваме тако признание од надвор. Ние сме тоа и сето тоа што се прави наоколу е само треба да биде резултат на наша критика и да нашиот одговор треба да биде критичен. Значи, прво не знаеме дали Европскиот парламент ќе го усвои во таа со таква содржина, со такви квалификации. Сепак, носењето на ваков заклучок може да биде индикација дека Европската унија е заинтересирана да направи некаков можеби поголем потег напред во обид да се разреши ова прашање. Можеби е индиција за нивна подготвеност за поголем ангажман. Сепак, политичките позиции остануваат толку далеко една од друга, што веројатноста за пробив, па дури и на самитот на НАТО, останува минимална. Борбата се води. Македонскиот народ факт дека е оспорен, македонскиот јазик е оспорен, тоа е јавно, разбирате, што е најстрашно, тоа е влезено и во преговарачката рамка на Европската унија, а ние цело време се правиме, божем не разбираме што се случува и третираме разни ситуации кои се апсолутно игнорантски према нас, према нашите фундаментални вредности. Нашиот македонски херој Христијан Мицкоски победи на изборите, иако цел Брисел го поддржуваше неговиот противник. Тој е чуварот кој ја штити европската јужна граница. Ова го изјави унгарскиот премиер Орбан на отворањето на конференцијата на европски американски конзервативци. És itt van a mi macedón hősünk, Hrisztián Mickoszki. Úgy nyerte meg a választást, barátaim, hogy egész Brüsszel az ellenfelét támogatta. Ő a mi várkapitányunk, aki Európa déli határait védi a migráció ellen. Vivát Macedónia! По целосно спроведена постапка и извршени проверки, јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје донесе решение за отфрлање на анонимните пријави против директорот на АНАБА за кривични дела, фалсификување исправа и употреба на исправа со невистинита содржина. По целосно спроведените проверки, јавниот обвинител констатираше дека во наведениот случај пријавениот не направил лажна исправа со намера таквата исправа да ја употреби како вистинска и не употребил преправена исправа како вистинска, ниту пак како доказ во правниот сообраќај употребил исправа, книга или спис за кој знае дека се невистинити. Приложениот сертификат согласно расположливите докази бил издаден по полагање TOEFL тест во домашни услови во текот на 2022 и истиот се разликува од сертификатот издаден од Language School Јулија. Имајќи ги предвид сите овие докази, јавниот обвинител констатираше дека и во ваквите наводи не се исполнети обележја на кривично дело, се навидува во соопштението од обвинителството. Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство Прилеп поднесе кривична пријава против ИМ и СЧ во својство на службени лица при општата болница со проширена надлежност Борка Талески од Прилеп, поради постоење основано сомнение дека го сториле кривичното дело проневера во службата. Во периодот од 1.8.2024 до 30.4.25 во својство на службени лица со цел да прибават за себе противправна имотна корист, во повеќе наврати присвоиле парични средства од благајната наплатени од пациентите по основ на партиципација. Според информациите, службениците на овој начин украле над 2 милиона денари. Новоизбраниот гувернер на Народната банка Трајко Славески изутрината даде свечена изјава пред председателот на собранието Африм Гаши. Вети дека ќе оправда довербата, а за оние кои имале забелешки за неговата кандидатура рече дека ќе ги убеди во спротивното. Сандра Спасовска. Изјавувам дека функцијата гувернер на Народната банка на Република Северна Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно. Новоизбраниот гувернер на Народната банка Трајко Славевски утрово ја даде свечената изјава пред собранискиот спикер Африм Гаши, со што станува шестиот гувернер на Народна банка. Ниска инфлација, односно ценовна, но и финансиска стабилност и поддршка на политиките на владата. Ова ќе бидат приоритетите на Славевски во неговиот мандат како прв човек на Централната банка. На пратениците во собранието им порача дека ќе оправда довербата која му ја дале, а Народната банка, како што рече, била и ќе остане независна институција. Вели свесен е за предизвикот со кој се соочуваат македонските компании. Фокус се става на одржување на ниска стапка на инфлација,
бидејќи како што појасни, во моментов поради заекнатиот курс на денарот кој се должи на повисоката инфлација во земјава во однос на онаа во еврозоната, македонската економија е неконкурентна, а извозот се поскап. Ценовна стабилност, што за Република Македонија би значило ниска и стабилна инфлација, и финансиска стабилност се разбира, кои ќе бидат поддршка на амбициозните политики на владата на Република Македонија, затоа што и една друга цел на или задача на Народна банка е да ги поддржува политиките на владата на Република Македонија. Им ветувам дека ќе оправдам довербата, а оние кои што има некои забелешки ќе ги убедам во спротивното, дека Народна банка на Република Македонија била и ќе остане независна институција. Изборот на Славевски беше доцна синоќа. 5 минути пред полнок 68 пратеници гласаа за, 16 против, воздржани немаше. На општата неколку часовна расправа која мина со низа реплики и контрареплики, пратениците од власта се фокусираа на неговата стручност и компетентност, додека за опозицијата Славевски е партиски кадар. Она кое што е важно во економијата, на крај секогаш вие треба да бирате луѓе кои што може да испорачаат повеќе, кои што може да испорачаат подобро, кои што знаат како да ги контролират ризиците на економијата и кои што знаат како да го држат и девизниот курс стабилен, и инфлацијата под контрола, и девизните резерви, и банкарскиот систем, но и целиот макроекономски систем. Поставувањето на партиски послушник на една ваква позиција остава сомне за политизација и влијание врз клучните економски процеси во земјата. Народна банка на Република Северна Македонија до денес беше независна институција. Славевски доаѓа на местото на досегашната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, чиј мандат истече на 21 месецов. Тоа беше се. Пријатна вечер.